Добар ден на сите, добар ден, добро е, седнете. Еве, и јас ќе седнам. Ми дали и столче, браво. И многу ме чуваат во последно време овие од режија. Да се чуди човек, чудо е, да. Чудо. Го прогласија 8-то светско чудо. Да. Што, не знаете? Како ве не знаете? Абе 2-3 месеци нема прислушкувани разговори и вие веднаш не сте информирани. И како така? Па го прогласија 8-то светско чудо. И тоа во Македонија. Пругата Македонија-Бугарија. Добро да е. Ако чудете се вие, само вие чудете се. Да. И странците така. Се чудеа. Дојдоа, видоа, не видоа и ја прогласија за 8 светско чудо. Велат, абе вие сте ненормални, за само 30 години. Вие не само што сте измислиле, туку сте успеали и да направите невидлива пруга. Браво! 8 светско чудо. За 9-тото конкурираат изборите. Да. Па, како зошто? Па, затоа што воопшто се одржа во вакви вонредни услови. Па нели ни пуштија вирус, само да нема избори во Македонија. Али, нашите умни, сочекаа некое време, се стопли времето и велат ќе има избори. Како бе ќе има избори? Така ќе има избори. Кога ќе има избори? Налето ќе има избори. Како бе налето? Никогаш немало налето избори. Па сега ќе има. Како ќе има? Така ќе има. Сега налето никој не работи. Никој не работи, нема плата. Нема плата, нема пари. Нема пари, нема одмори. Ајде сите на избори. И бидна изборите. Али никој не се надеваше на вакви резултати. Скоро е гал, нерешен. И сега, што прави? Сирџиите велат, нема влада. Овој бараше премиер, се испокара, овој другиот не дава, нема договор, нема влада, нови избори. Али... Ахмети? И еве ти влада. Па да, па кога човекот си го био. Али и знае некако да преговара човекот. Знае. Знаете како течеа преговорите? Не знаете? Па овој вели, ќе имам премиер. Овој вели, па нема да имаш премиер. Па ќе имам премиер. Па нема да имаш премиер. Ама ќе имам премиер. Ама нема да имаш премиер. Па добро, тогаш ќе имам 10 министри. Па ако би има и 13 министри, ама премиер нема да имаш. Супер, договорено. Дај си рака, на ти рака. И готово, бидна влада. Ајде, браво. И сега не е дека човекот се али доби скоро се што сакаше. Да бидеме реални. И така си владеа до крајот на својот живот. Мислам, мандат, да. Ама тука, на ова место, владееме ние. Барем во следните 25 минути. Еве што ќе гледате во Нема љутиш. Дали су ми викани, тате? Пошто знаеш дека невикани гости поза врата седи. И усан некако слушаха татко му прави: живели. Муже, беше ли ти у кафану? Не. Не ме фарбај, гледам, бија си. Ччка или ччк е 2-годишно растение со смеснат корен, тмно кафен од надвор и бледо жут однутра. Абе ти црни гаќи ли носиш? Па црни бе, не, бели како тебе, па после кафиљави да бидат. Ајде, бриши таму. И така уствари свати дека не ме цунала, него дека шамар ми залепила. Нели даваше оние картички ваучери за одмор? Даваше. И јас сум си била у Доријан. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подлошки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек.
препорачани от Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козев, ли гледате линката? Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го хидрирате со Визијана MG290? Благодарејќи на високото ниво на природен магнезиум, таа благотворно делува кон вашето срце, мозок, дигестивен систем. Делува кон вашите нерви, коски и мускули. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Арис де Грас. Сега во 2 нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Бобане, Молим, тате! докуде си? До нигде докуде сам. Како бе до нигде, Бобане? Па пред сат време сам ти кажаја да се облечеш, бе. Што облече? Ништо што облече. Како бе ништо што облече? У што заглави? Угатил што заглави. Дојде вам да видам. Нема шансе да дојду сраме, тате. Абе, што има да те сам? Дојде вам да видам, ајде. Види ga, он стварно заглавија у гаќа. Оди бе вам. Бобане бе, значи 100 пут сам ти кажаја. Мајицу убаво си го облеке преко главу. Гаќе бе, Бобане, се облачав овакој. Значи, наместиш. Напред жуто, позади кафињаво. Една нога, још една нога, оп, и готово. Да, а горе што да облечу? Па здрави нови тренерки. А да, имам тате едни здрави нови, ти што ми ги купи пред 3 години. А ми за куде се дотеруемо толку? Гледај, кидеме на ручак, куде комшути. А дали су ми викани, тате? Пошто знаеш дека невикани гости поза врата седи. Бобане, и мајка ти не е викана, па ете го 3 сата го нема да дојде, Боже, зејтин ке му носила. Сак му га свари нога. А да не е срамота, бе, тате. Срамота? Ја куде сам отишија да еду и да пију, нигде не сам се поругаја. Бобане, ај пред мене и не влечи ноге, ке чуе па ке заклучи врата. Ајде, оди. Мало пироќанче. И спие, и усан, некако, слуша га татко му прави живели и татко му рипање. Буди га, тато бе, па што ме разбуди бе, па сануеше куде пио пиво с другара, па за тој бе синко, тој пиво ќе мора некој да га плати. Еј, леле, ама се рашљака, бе. Бербат. Абе, ракија и фарба не идев заедно, бе. Одма зашмрља на работа, глед, повеќе има фарба доле него страно, куде треба да фарба. Нема да му е поблиско. Ептен му е близко, глед на палто му е. Жена му вика, муже, беше ли ти у кафану? Не. Ај, не ме фарбај, гледам, бија си. Куде беше ти? Игра шах. Море, ти ми меришеш на ракiju. Па што сакаш, море, на шах ли да ти мериш? Чекај да ја прашам. Ти кад се вратиш од кафану, што увикаш на жена? Ништо, ја му кажу само добро вечер. А она вика после што да ти кажу, свашта вика. Све ми изнакаже. Вика, дере се, па пројде некој време, па сака да се помири. Дојде до мене и вика, ама ти, ај кажи ми сега, сакаш ли мене? Што ти на тебе, Моричено, глед глупости прашува? Па нормално дека те сакам. Та зар ја туѓи жене сакам, тебе ки те неќу. И господе, што жена нема да каже? Ајде. Ама кад погледна убаво, може да овој не е мајстор. Како не е мајстор, сам кажам мајсторе, гледај, фарба. Ма не е мајстор, ке ga затвори полиција, валја бело. Не, мајстор си е човек, гледај. Само туја, овој му е генерална проба, вежба како да нацрта пешачки зебро, знаеш. Прашува га Рамчето у школа. Рамче, ајде да кажеш, вика, ти која е најстара животиња на свет? Зебра, учителке. Зашто зебра? Па само она е црно-бела, а сви су други у боју.
Зебра, викаш, на пешачки, нели, на зебру се проваѓа од цел свет. Да. Сега, у некои земји нели се вози од леву страна. Да. У некои се вози од десна страна. Добро. А куде нас тој зависи. Од што зависи? Па зависи колку дупки има и куде су. Мораш слалом и лево и десно помалце. Чачка, ръчка, брчка. Све едно, исто, а различно. Не ръчкај у штекер ке те утепа струја. Или што тражиш у ташњу па брчкаш по њум. Или не чачкај у нос ке си пуштиш крв. Све едно исто, а не е. Еве едно исто, а различно. Чачка или чачак е 2-годишно растение с меснат корен, тъмно кафен од надвор и бледо жут однутра. Нема плод, ама има цвет кој после се претвори у некакво си топче кој има кукачки и закачки по njega. Десило ли ви се е да отидете у природу и да се вратите дома, а на ногавица од панталоне да имате милион тие такви чачке со закачки? Прошли пут у мегалитску обсерваторију Кокино дојдева италијани, имаш еден со сандали и бели чарапе до колена, а у кратки гаќи. Жал ми беше за njega. На чарапе имаше чачка до чачку. Две деца куде тебе у болнички двор тој седив и една плаче, плаче, вика, дебе, вика, што плачеш? Аме беше да давам крв и се чема ми га прс, гледа, тече ми крв. И овој друг, јас повише, дебе, па ти зашто плачеш? Ја треба му краќу да давам. Абе, гледај, што се ме школи цело време? Како црви гузицу да имаш. Абе, сметаш ми, човеку, још малко ми останава од крстословко. Деконцентрираш ме, не може да решавам. Глеј, он да реши крстословко. А ја како да го решам мој проблем? Бе ти, знаеш ли колку слабо ги прави во овие маски? Погледни, ластика никаква. Ама ја не биду лень. Зему па го смену ластику и гледај сега. Гледај како ми стои. Па што сакаш добро ти стои? Добро? Па добро. Па маска добро ми стои, бе, ама за тој гаќе ми падав. Од гаќе го извади ластику за да стои маска. Ето, тој е проблем. Абе, ти црни гаќе ли носиш? Па црни, бе, не, бели како тебе, па после кафиљави да биде. Ајде, бриши таму. Ето, Што е ете? некој што мисли дека е паметан, а уствари не разбира ништо. 4 слова. G-L-L-U-P. Глуп. Ау, ја ли сам глуп? Демек, а? Добро, бе, ајде ако сам глуп, ајде. Читал сте, нали ти још нешто? Читај ти га кажу решење. И још едно, хоризонтално. Чит, да чуј. Последња плоча на Елвис Присли. Последња плоча. Елвис Присли, а? Елвис Присли. Знам. Надгробна. Надгробна. Да. Не може, бе. Едно од 8 слова. 12 слова треба, бе. Епа не знам. Кад се сето, бре, едно време беше тој љубав и целивање. Да. А сега салте, карање и тепање. А колко смо се сакале со овој мојото. Бре. Тој беше љубав, а не сега, да. Ама ја такав сам, бре, какав ме дае Господ, некако освои го одма, на прву што се вика. Шета смо ми, такој, тики не иде смо на 2 пута. И ја му викам, ти, ако ме сакаш, ќе ми дадеш на мене сега барем еден пут. Него ни виде руку. Прво само чуш љас и помисли дека ме цуна, а после ме заболе до доле,
до пето што се вика. И тега уствари свати дека не ме цунала, него дека шамар ми залепила. И ја од тега некако, што ја знам, отарна и више, па и не во се нервирам никад ме теп. Ја, кој бе одинат, не во се нервирам, не во подавам слабост. Ја, а кад сакам да знаете, много сам инат. Еве, онеј дан, у аптеку, викам, имате ли апчиња против инат? Они вика, имамо. Па не ги купуju бе, за инат не ги купуju. Тако е. Чек да види ода, нека тепа, тако е. Ја од инат не во се нервирам, па она ако не престануе. Значи, од сви окупатори, заедно жена ми е најлоша. Да, па ни турци бре не су толку тепали и издржале со стас. А све мајку му, Божем, некако од љубав почна. Оно, до души и сак има негде љубав. Не викам дека нема, ама сега повише тој изгледа некако овакој. Прво, она те гледа, па ти го гледаш. Па она те гледа и ти го гледаш. Па муж во погледне, па ти не гледаш. Не. Па муж во не гледа, па ти па погледнеш. Па она ти узврати и тако е. Да. Љубав на прво гледање, што се вика. Тоа е. А кад смо куде викање и овој да ви кажу, од њума бре, не смеем више ни роѓаци, ни другари на гости да викам. И она бре инатлива. Знаете ли колку инатлива? Зема бре и се чему на куќе опаш за да не се радуе ни на гост. И сега, како бре мајко му ја да викну гости? Оно па, до душе може и болje да не викам. Може па болje ја да си иду на гости. Па болje бе. Па сега да сви су ги пуни фрижеди. Па ја ки си иду на гости. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село. Тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Били! Овој ги извади од памет. Ова кој се работи у јавна администрација. У јавна администрација работно. Свака част на изузеци кои ги нема. Односно су на боловање. Новинар улаза у општину да направи некоја анкету као дали знаем да се нашалив, колку су расположни. Да. Тие што работив таму и еднога од нима прашуе: "Господине, може ли да ни кажете еден виц?" И он вика: "Ама, господјо, јас се извинјавам, ми не можеме да кажуваме овдека вицеви, немамо време за тој, ми работиме овдека." Добар! Работи! У наши државни фирме, колку се краде, знаеш. Само ја остана у фирму и па се краде. А ти беше раде.
У нашу мори фирму, што е дош еден дечко да работи нов, млад, еден зголен, Лепотан. ама не ми ич приметуе никако да погледне у мене, а не па да помисли. Подалче, мори, што си толку глупа? Па земи му едно 100 евра на заем да видиш свак да нима да те мисли. Ало? Па и ке се јавља. Добар начин да ги растераш гости што ти заседнале дома. Значи, ако не можеш с флашу за спиење, со стубу, удри. Не. Тој може до странство. Куда нас на гости, ако ги даеш тубу, ни милиција не ти ги растеруе. Сине, како се вика, вај кажи на гости кад дојде в гости? Добро вечер, ете знае. Кај ќе си идете? Голема продавница, колонијал, све се продава. Улаза средовечен господин и одма на касу, од овие жвакаќе дава му девојче жвакаќе, куца го, овој одма отвара тура уста и овие цигариња. Дава му девојче цигаре, овој отвара кутију и одма пали, ама господине, овој продавница овдека не се пуши. Па да, ама ја куде вас ги купи цигариња? Господине, па ми продавам и кондоми, а тој не значи дека може да не онодите. Пројдева си одмори. Пројде и ден на независност. И тој пројде. Пројде ти мода и на тебе. Само ружноќе останува. Она е вечна, она не проваѓа никад. Ружноќ? Да. Па ја таква ружна беше 3 пута на одмор до сега и тој со странци. О, Мори, ти кај ќе треснеш нешто, кој да те веруе? Ама ти добар дан кад ми кажеш ја треба да искочу надвор да проверу дали е још дан или може да се е стамнило. Зашто? Зашто? Како Мори зашто? Па нели е корона? Откуде ти можеш да идеш у странство па станци да најдеш? Па ако не можемо ми да идеме у странство може да дојде каде нас. Ете, сега си ме збудила скрас, како политичар избирачи пред избори. Чекай ме сега. Нели да ваше оние картички ваучери за одмор? Да ваше. И? Јас сум си била у Доријан со еднога странце. Слепоќо, не се вика прво Дорјан, него Дојран. И откуде мори странец у Дојран? Од Јабуко. Ја, жив ти све. А ја запознае едного од Дињу у Охрид. Амаре слепоќо, една боже не може да се расправljам с тебе. Јабука е место у Србију. Па смо се биле на кафе, па се шетамо, па се го одведе дома, тамо куде што беше сместена, па се му дала рибу. Леле, колко се ја радуваја, како дете на сладолето 10 денара. Тако е ли, Мори? Да. Бондак да знаеш и јас си многу убаво приде за одмор. Приветите, фатила си боечко, гледа што бој си направила. Па фатила съм, Мори, гледај. Мене там куде ме е води ебата Стојко, можеш да изгориш на месечино, а не по на слънце. Куде те е водијата и голча, Мори? Куде? У Лојзе, да беремо гројзе. Па кад рече бата Стојко, ајде девојчесок, задигни тој фустанче, па га малци изгази гројзе, па после ќе си пиемо благо винце. Не се вика Лојзе, него се вика Лозје. И не се вика Гројзе, него се вика Грозје. И ја ке те видо кад тај твој бата Стојко ќе откове плоче, кој ќе биде тој до тебе. Ето, кој да знаеш? Па ја не знам кој ќе биде до мене кад ќе откове он плоча, ама до njega можеш да бидеш така ти. А сега ја ќе ти заврту грб и више не те збору. Ти можеш да завртиш и грб и што сакаш, ама ја прва кажа дека нема да ти збору и му обет да не ми правиш. Још збориш. Али, не ви докажав како завршиле преговорите. Нели, било тоа што било, дај си рака, на ти рака, готово договорено, ама на крај, онака, скоро со шепот, повеќе за себе си рекол, само на крај ке имам. Онака, малку де на крај. Ајде бе, па ти сега, кој гледа одјава? И така,
дојде време и ние да одјаваме. Аха, ама ако треба, беса ќе додаваме дека ќе се вратиме тука и следниот викенд. А вие до тогаш, освен на 24 ТВ, гледајте не на Facebook и на YouTube и на сите локални и регионални ТВ станици. Чао на сите. Чао дечки. Чао девојчиња. Чао. И сам била у Дојран. Погоди га, бе. Ама чекай, Погоди га. как си ме сунила? Последња плоча на Брус Лита. Брусли, не, на зграду. Била сам се у Дорн. Чекай да видиш. Абе, još малко имам да го решу концентрацiju с калдърмо. С калдърмо. Или не чачкай у нос, ке си пуштиш тачню. Тачню. Да, но ја запознае еднога странца Се само и Доријан и Дојран и све. Затоа што воопшто се одржа во во уредни избори. Избори. Да. А сега ќе ти завржу шамар. Што се ме школи цело време како гузици? Гузици у црву Гузици, да како имаш. гузици да имаш, бе ти. Како гузици Па у гузици црву. се, они две се.